Во ова издание, намалување на рестрикциите и отворање на економиите, повеќе држави веќе ги направија првите чекори. Од Њујорк до Крива Паланка преку двонеделен државен карантин, македонка раскажува за искуството. Солидарност и емпатија, пандемијата најчесто го вади најдоброто во заедницата. Кои се позитивните примери? Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, го следите Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски јазик, денеска во малку поинакво издание на Отворено поради пандемијата. Јас сум Никола Крстик, а ова се најновите вести. Неколку држави внимателно почнаа да преземаат чекори да ги олеснат мерките кои се воведени со цел спречување на ширењето на коронавирусот. Германските власти дозволија некои мали бизниси од денеска да почнат да работат, додека се уште постојат мерките за социјално дистанцирање. Стотици мали бизниси во Албанија добија дозвола повторно да бидат отворени, а со работа ќе може да продолжат и рибарските бродови и преработувачите на храна. Учениците во Норвешка денеска се вратија во училиште, додека оние во Данска се очекува да се вратат в среда. Светската здравствена организација соопшти дека е охрабрена од олеснувањето на социјалните рестрикции, но предупреди од тие клучно овие мерки да се воведуваат во фази. Бизнисите и училиштата во поголемиот дел од САД остануваат затворени, што доведе до протести против гувернерите и нивните наредби за седење дома, со цел да се избегнува социјален контакт колку што е можно повеќе. Председателот Доналд Трамп рече дека некои гувернери отишле предалеку со рестрикциите и оти граѓаните имаат право да протестираат против тоа. Тој нагласи дека на крајот ваквите мерки нема да бидат важни, бидејќи сојузните држави ќе почнат да се отвораат. Некои гувернери пак рекоа дека се далеку од повторно отворање. Пандемијата секако влијае и на бизнисите. За тоа како морала да запре со производството на спортска облека раскажува Марија Дибаджио, македонка која живее во Њујорк, а која деновиве излезе од двонеделен државен карантин по враќањето во татковината. Со неа разговараше Анета Шијакова. Марија, пред нешто повеќе од 2 седмици ти пристигна во Македонија. Допатува од Соединетите Американски држави, каде што во моментот има огромен број на новозаразени и државата представува практично центар на пандемијата. Кажи ми, какво беше искуството по пат и какво беше искуството во државниот карантин во Македонија? Здраво на сите. Како што добро ме најави, јас пред 2 недели стигнав во Македонија од Њујорк. Имав патешествија, имав проблеми со откажани летови и дури во последните неколку часа имав презакажување на моите 2 лета кои што беа Њујорк, Амстердам, Софија. И да ви кажам искрено за моја среќа што ми беше откажан летот во Амстердам, каде што морав да поминам 24 сати за наредниот лет, а требаше само 3 часа да чекам, испадна супер затоа што бев сместена во карантин во Скопје и бевме на Деве Бајр граничниот премин во Македонија, само 4. Да бев стигната како што првично требаше да стигнам на 28, ќе бев сместена во Маврово, каде што многу луѓе се жалат од тие услови во карантинот во Маврово. Пак ќе кажам, моите услови во Скопје во хотел Амбасадор беа предобри. 14 дена искрено не ги ни осетив како тешки. Бидејќи имаш свој бизнис на релација Македонија-Америка, се занимаваш со производство на спортска колекција. Кажи ми како тоа сега се одвива со оглед на пандемијата, бидејќи нели целата оваа криза силно ги погодува бизнисите. Се организира ли ти, што правиш? Искрено јас сега после карантинот имам и домашен карантин уште 14 дена по новите мерки на владата на Македонија. Се е стопирано. Не само мојот бизнис, сите бизниси мислам претежно вака што се производство или се пренасочени во создавање на медицинска опрема и мене ми понудија некои луѓе за изработка на заштитни маски и слично. Искрено јас не се нафаќам од причина што моето производство е на погонот ми е на првиот спрат, а јас живеам на вториот. Така да од превентивни мерки пред се, а второ и не би сакала нешто да правам што знам дека не можам да гарантирам. За мојата спортска облека ќе чекам да се средат ситуациите и не само тука. Мене повеќе ме загрижува тоа што имаме шоурум во Њујорк, каде што кириите се огромни. Нашата шоурум е на 46-та авенија, така да
повеќе ме загрижува тој дел од бизнисот како ќе се одвива во Америка отколку тука. Тука имаме само производство и пак ќе кажам, за разлика од бизнисите што ќе бидат погодени во Америка и во сите поголеми држави во Македонија, сега за сега јас не произведувам, стопирано е се. Материјалот не е стигнат од претходно пред 2 месеци, но ќе почекам сигурно таму што се ќе се врати во нормала за да почнеме и ние. Дел од бизнисите го запреа производството, но дел се прилагодија. Недостатокот на средства за дезинфекција е сериозен проблем, па една мала фабрика за алкохол од Вирџинија најде начин да помогне. Средството за дезинфекција на раце е најбаран продукт меѓу американците од почетокот на пандемијата на коронавирусот. За да излезат во пресред на зголемената побарувачка, некои компании почнаа да произведуваат средства со висок процент на алкохол. Okay, we ready? Дестилеријата Falls Church е една од нив. Позната по производство на виски, дестилеријата сега произведува средства за дезинфекција на раце. We've pivoted into making sanitization. Се префрлivме кон санитарни средства, се работи за истиот процес со кој произведуваме виски, иста е базата. Но производството зависи од суровините. Right there back here. Овде произведуваме околу 300 галони санитетски средства. Може тоа да го правиме секој ден ако имаме суровини. Во моментот добиваме материјал секој 3 дена зашто нема многу превозници со камиони по патиштата. Вработените велат дека се срекни да прават нешто што на заедницата и треба. Пребарував на Амазон и забележав дека има недостиг од санитарни средства. Убаво е чувството дека помагам на заедницата и се уште имам работа. Нивните напори се ценети. Знам дека повеќе би сакале да прават нешто друго, а не санитарни средства, но ова е одлична идеја за одржување на мал бизнис како овој. Палузи смета дека е важно да се зајакне моралот на луѓето и да не се креваат цените, зашто побаровачката е голема. Цената е важна, но не смее да се претера. Гледаме како луѓето плаќаат превисоки цени за тоалетна хартија или санитарни средства. Се бориме против тоа. Ставрос вели дека ова може да потрае. Ќе имаме работа уште долго време. Многу веројатно дека ова ќе го правиме и во наредните месеци. Се обидуваме да направиме најмногу што можеме во ваква ситуација. Мали бизниси денес прават големи работи. Убаво е да се види. Пандемијата дефинитивно го смени начинот на живот, предизвикува страв и несигурност, но најчесто го вади и најдоброто од секој од нас. Пријатели и роднини им помагаат на оние кои што не можат да излезат од дома. Позитивна приказна. Пензионираната учителка Дона Исон, која има 78 години, доставува намирници на својата пријателка Филис Кинг, шивачка која е во самоизолација. Oh, hi Donna. How you doing? Is this for me? Yeah, that's for you. Oh, thank you. That's so kind of you. Times like these are very trying. Ова се тешки времиња за постари како мене. За среќа здрава сум и можам сама да правам многу работи. Кинг има 75 години. Од почетокот на епидемијата бизнисот опаднал, муштерии веќе не доаѓаат, но многумина се интересираат како е, дали и треба нешто. They're business acquaintances. Тие ми се муштери, не ми се пријатели, но се интересираат човечки. За мене одат во аптека, супермаркет. Луѓето се прекрасни. Шефот на клубот Ротари во Мериленд, недалеко од Вашингтон, исто така помага. Има неколку постари во мојот клуб над 65 години, им реков: ако ви треба нешто, слободно побарајте ме. Неколку помлади членови се приклучија да помогнат. Постарите, како Кинг, прифаќаат каква било помош. Таа вели дека поддршката што ја добива ја потсетува на солидарноста за време на Втората светска војна. За време на Втората светска војна луѓето биле заедно, зашто ситуацијата била лоша. Верувам дека ова е нашата војна. Луѓето се обединуваат и меѓусебно си помагаат. Заедно ќе истраеме. Тоа беше се за ова издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Поздрав од Вашингтон. Чувајте се и бидете добро.